Со последните доработки на светкавите лелеави костими се зголемува и карневалското расположение кај учесниците. Вредно и посветено до доцните ноќни часови. Рачно ги везат костимите со кои што ќе дефилираат на големата карневалска парада по струмичките улици в сабота. До последно не ги откриваат маските и ја кријат идејата за да не им ја превземе некој друг карневалџија. Едни од најмасовните маски секоја година подготвуваат струмичките средни училишта. Наставниците во овој период се и предавачи, и шивачи, и креатори. Па идејата почна постепено да се раѓа. Прво имаше идеи за самовили, па за еднорози и така решивме сите идеи поединечно што ги имавме да ги склопиме во една и се роди идејата за волшебна шума. Ова година ќе ја подготвуваме во моментот и ја спремаме на маската разиграни кактуси. Кактусот како инспирација ова година го одбравме со цел да символизираме истрајноста, упорноста на кактусот како растение, а тоа да го преточиме всушност и во традицијата и истрајноста на струмичкиот карнавал. А музичкото училиште пак ја има генералната проба пред утрешното музичко шоу Алиса во земјата на чудата. Оваа година сами ја креираа и изработија својата уникатна сцена. Мене ми ја доверија главната улога Алиса од Алиса во земјата на чудата. Утре вечер струмичката публика ќе има можност да ги види сите ликови од Алиса во земјата на чудата. Утре ќе има многу забава, ќе пееме, ќе танцуваме. Очекуваме волшебство и се надеваме дека по раката на Алиса невозможното може да биде возможно, ќе го постигнеме. Карневалските свечености почнаа денес со предавање на клучот на градот на струмичките карневалџии, кои ќе бидат одговорни за забавата во Струмица во следниве 7 дена.